Добре дојдовте на македонскиот канал Нов Асном. Во оваа политичка кампања главен наратив има влезот на ЕУ и директивата кај што ќе ја земе Македонија во иднина, заштита на животната средина не фигурираше во поголемиот дел од реториката. Но истата е многу битна за сите нас, зашто живееме во загадена животна средина. Еден од борците кои успешно се справува со предизвиците, политичките притисоци и други притисоци и докажан борец за здрава животна средина е Костадин Ристоманов, кој е член на управниот одбор на Здрава Котлина, председател на Еко Долина од Ново село, бизнисмен, член на Советот на Ново село и бивш негов председател, како и член на политичкото крило Стигае. Здраво, Костадин. Здраво. Костадин, имавме една бурна кампања која не ја стави здравата котлина и здравиот начин на живење, заштитата на животната средина на високо ниво. Како и да е. Ако добро се следат медиумите и текстовите што се пишани, се гледа дека има текстови за отварање и пропагација за бенефициите на рудникот на смртта, кои што ти и твојата верна дружина успешно се борите. Ви имавте во предизборната кампања исто така состаноци со сите политички партии и ќе можеш да ни кажеш повеќе за тоа, кај сме сега, дали ќе се смени со новата влада или какво е политичкото расположение за давање лиценца на рудникот на смртта, затоа што гледаме таму има доста закани дека ако нема лиценци ќе се плаќаат милиарди долари и така натаму. Благодарам направен за можноста да ретката можност да се искажеме и ние маргинализираните борци за зачувување на територијата, за здравието на луѓето, затоа што името ние го променивме, но се уште не сме го изгубиле. Но ако изгубиме територијата, а и ако се отрујат луѓето, тоест ако изгубиме луѓето, ние нема да имаме нити држава. Така да, од суштествено значење за идните генерации, ние да зачуваме територијата, но да зачуваме таква како што ни ја дале нашите претходници, тоест да зачуваме во кондиција да може да се одвива нормален животен раст и развој на идните генерации. И основното патриотско гесло нашо е да се зачуваме нашата животна средина за идните поколенија. Затоа што тоа е татковината, тоа ни е на нас од татковците дадено и мораме така да се однесуваме спрема одговорност спрема идните генерации. Тргнувајќи од тоа правило, да кажеме, ние бевме должни, како еколошко здружение, сме должни и да разговараме и да бараме во предизборието од сите политички партии јавно да се изјаснат како е нивниот став по однос на рудниците, поготово за тој нашиот фамозен проект за рудник во Иловица. Каков е ставот? Што ви кажа кога се... Ние разговаравме, мораме реално да објавиме, дека разговаравме најпрво со ВМРО ДПМН, разговаравме со представници на Левица и разговаравме со представници на СДСМ. Верували или не, сите подеднакво се изјаснија против таквите рудници и таквиот рудник. Сите ја дадаа нашата поддршка, за нас дадаа поддршката и дури имаше еден ваш колега на 24 часа, мислам беше, имаше на сред плоштад, во екот на кампањата, имаше емисија во кој што... А ти беше дел од истата? И јас бев таму, значи беа од СДСМ, од ДПМН, ВМРО ДПМН и од имаше и представник од ЗНАМ, кои што сите се изјаснија таму на сред плоштад, се изјаснија дека нема да дозволат да има рудник во Иловица. Значи, ние како борци сме успеале
да промовираме нашата борба, да промовираме вистината, да ја промовираме колку катастрофално тоа ќе се одрази на идните генерации за време, но многу повеќе од после завршувањето на нивното планирано 23 годишно работење. Иако реално најдовме такви и влијанија на рударското лоби врз политичките партии, така да во левица на едната страна пишува дека се нагласено, стрикно е нагласено, нема да дозволиме и во Иловица да има рудник, за што сме многу благодарни, но сепак при објавувањето на другите нивни програмски действија пишуваат реставрирање на некои стари капацитети, меѓу кои исполнуваат и рудници. Не сме баш многу среќени од таквата риторика, можеби тоа грешка или па не знам, можеби не сме разбрали добро. Една работа, дали во политичките платформи има пишано, кажува написмено дека они се залагаат против градба на Иловица. Значи, освен левица, никој нема нагласено конкретно за Иловица. Но кај ВМРО ДПМН, да кажеме, и во СДСМ, имат они дека се борат за здрава животна средина. Ма сметам дека политичките партии тоа повеќе декларативно се уште го подценуваат значењето. Што ќе ни е на нас држава ако немаме народ и ако немаме средина во која ќе живеат? Здрав народ. Нема ќе изгуби државата. Дури јас мислам дека една од компонентите, нели се ќе влезе во теорија на заговора, кажеме, нели дека е тоа, но сепак ајде да видиме зошто албанскиот фактор 25% има акции во концесионерските нели акции, а бугарите имат сега веќе 50,2. Значи, зошто баш, како се потрефило тоа да кажеме, ај се да веруваме во случајности, но зошто баш токму албанска компанија да има 25% и токму бугарска компанија да има 50% во акционерите на тоа здружение, за мене се вика тоа здружение на нечестници, кои што дефинитивно ќе биде резултатот истребување, буквално истребување на македонците и сите луѓе што живеат во Струмичкиот крај. Во Струмичка, така. Значи, ако така ги наредиме сите концесии што се доделија во време на Груевски, тогаш источна Македонија ќе остане без население, затоа што ќе биде затровено 100%. Ајде сега да не веруваме на теорија на заговор. Или еве ќе ви кажеме куризитет. Како баш случајно се погодило истражувачите на ОПСЕ, представниците на ОПСЕ, кои што изразија желба да разговарат со нас тројцата советници од Стига во Босилово, Струмице, во Ново село, сега за време на изборите, иако ние не учествувавме на парламентарните избори. Што разговаравте со ОПСЕ? Кои беа прашањата? Нема да ви, мислам, може да предпоставите што, но еве ќе ви кажам од кои земји доаѓаат. Еден од Албанија, еден од Канада. Ми фалеше еден од Бугарија. Затоа што Евромакс е канадска фирма, 25% е албански, да. Нели албанска, и им фалеше само еден од Бугарија. И јас им го тоа веднаш се тоа гледа. И прашањето што ја постават прашање, како вие ќе реагирате ако ви се заканат на вас физички по живот, например? Како вие ќе реагирате во тој момент однос на тоа? Значи, такви прашања ОПСЕ да ја поставува? Значи, мислам, они биле таму да профилираат ваш... Не знам зашто биле, ама беа да не... Карактер. Малку да не заплашат, можеби, или не знам. Профилација, пропагација. Или да се информираат дали бизнес интереси под закрилата на... А ОПСЕ, нели, за безбедност на Европа и соработка. Што има врска тоа прашање? Дали, како ќе реагираш ако заканат? Па мене 3 пати би заканува со живот. И што се? Викам се, вие за тоа ли дојдовте и вие ли да се заканувате? Не дојдов. Што такви прашања? Значи, очигледно се користат сите методи за притисок за да се даде лиценцата. Македонија сосипана со такви закани и притисоци. Јас
во разговорите со политичките лидери или представници на политичките партии, јас изразив загриженост и разбирање дека и они се под таков притисок. Не постои човек кој не е под таков притисок. Апсолутно. Значи и они се под таков Ти притисок. кога си таму, на тоа место, имаш одговорност и привилегии. И они се- Одговорноста е да притисоците ги поднесеш и да ги примиш, а привилегијата е сето достано што власта ја дава. И сега не може да се жалиме зашто сме под притисоци, а да бидеме арогантни кон фактот дека сме владатели на држава. Значи едно со друго си иде и не може без. Секој нешто си носи привилегии, но носи Точно. и ризици. Апсолутно. Кажи ми исто така, ми зборевме како помина со ОПСЕ, како заврши сето тоа. Ништо, јас демонстративно напуштив и оставив колегите двајцата да пијат кафе со нив, пошто у кафич беше средбата, нели? Пошто, мислам, веќе толку прозирно испаѓа тоа и гледа се гледа, нели, загриженост. Значи дипломатските, политичките интереси се споја со бизнис интересите. Како што јас можам вака да осето таков го добивам. Што е уствари политиката? Средство за бизнес, остварување на бизнес интерес. Апсолутно. Така да ние не треба се жалиме. Замисли ти еден Меси, например, да се жали, зашто го клоцале, зашто го буткале, зашто го чувале него и да се жали. Да. И сега ние треба се жалиме, сите ние. Тоа е дел од играта која треба да ја прифатиме и треба да издржиме на притисоците. Нормално. И треба да бидеш ти и да добиеш скор, да добиеш подобар резултат. Тоа е смислата на нашето живење. Како ние ќе се избореме за Македонија ако не ја одбраниме? Кој ќе не одбрани нас? Кој чекаме? Само ние, никој друг. Сега ќе чекаме, ние гласавме за политичката некоја партија и они сега ќе се лактат они, ние треба да сите заедно. Не им оставаме, зашто да ја оставаме само луѓето на тие притисоци? Да, и ние ќе се учествуваме. Така да нашата смисла е сосема погрешка. Јас на пример ми замерам, сега ќе ги закачам малку, ќе ги навредам сите наши познати личности во свет, да кажеме, бизнисмени, луѓе што нешто значат и така натаму. Ти имат патриотска должност да ја промовират Македонија. Како што тоа прави Јокич, како што прави Дончич, како што прави тенисерот Џоковиќ и така натаму. Ти имат обврска сите наши да промовират Македонија и каде стигнат, кај ќе најдат да направат нешто за Македонија. Но најверојатно нашите луѓе, освен своите себични лични интереси, не наоѓаат простор и време доволно за да направат нешто и за Македонија, за нешто општото. Секи кажат, не си управо, сигурно тој што ќе ме слуша. Да, но резултати се поразителни. Зошто дојдовме на тоа дереđe? Затоа што не направивме доволно. Апсолутно. Затоа сме северна. И затоа сме северна и затоа тоа е резултатот е тоа. Значи сите поединечно не можеме, но сите колективно можеме. Да. Значи, ама сите поединечно кои се залагаме за тоа што значи општи интерес, мислам резултатот ќе биде. А не, например, сега има веќе повеќе од година време, од едни такви наши учени, познати луѓе, има хајка против нас. Да, и тоа сакам да те прашам, ти доста често гледам комерцијални текстови, не знам дали се комерцијални текстови или па колумни за пропагација и бенефициите на рудниците на смртта. Што е, како ти ги гледаш тие текстови и дали е тоа медиумска кампања? Кога што видов јас, текстовите се објавени како комерцијални текстови, што значи некој ги плател тие текстови. Значи, јас така разбирам комерцијални текстови. Најверојатно тие се платени од некој, што да влезат у рубриката комерцијални. И сега, например, јас го разбирам, да кажеме, еве еден Зашто се работи? Можеш да кој ги пишува тие текстови? Да, јас ги разбирам луѓето кои што имаат, да кажеме, различно мислење од моето. Да. Пошто нели така е демократијата, не може да има едноумие. Секој ќе си има свој аргумент. Поготово ги разбирам луѓето кои што се професионално, например рударски инженери, техничари или кои се некако таа бранша, да кажеме, нормално да се фалат и да се бранат својата бранша и така натаму, нели тоа дури ги разбирам јас тие луѓе.
но кога едни новинари кои некој ќе го нарече Барт, не знам што значи тоа Барт. Бардот на новинарството. Не знам што му значи тоа Барт, Да. дали немам појма што значи тоа, не ме интересира. Ама да звучи нешто звучно, нели, нешто Барт. Да. Он е обична, како да кажем, обична играчка кој се продава за интереси и он пишува текстови и објавува и ги лиферува по другите такви портали, нормално се најверојатно за пари и свесен е дека со тоа ги без основа сака да ги нападне, Да. и ги обвинува без основа тие луѓе кои што нити пари земале, нити имат личен бенефит од целата борба, нити животот им е загрозен, безбедноста, личните професионални ангажмани им се во опасност, да кажеме, поради тоа. Се бориме, и јас сум еден од тие луѓе, се бориме за општото добро, и сега они веќе 7 години не можеа да ни најдат нешто да кажеме корумпирано, дека некој не плаќа, ни цело време кој плаќа. Абе ние сами си плаќаме, луѓе, ние сами си плаќаме, како да ви објаснеме, кој ги плаќа. Сами секој си стави гориво у колата или ќе си напише транспарент или ќе седеме по 1000 денари ќе соберем или некои наши пријатели од странство ќе ни пуштат некој денар 100 евра, 200, 300. Ви мислите дека тешко е да организираш политички избори, бидејќи треба огромна територија, огромно подрачје, многу луѓе, многу дневници, па многу хотелски сместувања, но да организираш еден протестен митинг, не ти треба многожна полку пари. Треба само да ти веруваат прво, идејата заради што е протестот да е чиста, да не гледат дека има некоја расипаност нешто, и тоа се случува. Значи, еве формулата како можат и другите колеги кои што исто се подложени на такви опасности во сите, еве сега имаме Прилеп, имаме кај што има загрозеност, имаше за Спас за Прилеп, имаме тамо имаме во секаде, еве Лабуништа, дечките, млади дечки, знаеш како се изборија сами луѓе, собрале насред село, се договориле, поддршка имат од населението, млади дечки. Јас сум воодушевен од нив како они тоа го се организирале. Во Тетово има прекрасна иста екипа кој што може исто така на времето, па и Левица израсна од факција, од борбата против тамо тие индустријските капацитети кои ги уништија, ги тровеа цело време. Значи они преминаа во политичка партија како докажани борци. Значи вие се автохтони здруженија кои давате напор, труд, време, пари за оваа иницијатива да обстои и да се циркулира низ медиумите, а од друга страна имате спротиставени мислења кои позади чија идеја стојат чисто комерцијални и профитерски пориви. Значи може така да се каже? И уште попрецизен ќе бидам. Значи не сите медиуми на почетокот, да кажеме, кога ние се промовиравме како борци против рудниците на смртта, сите борци од југоисточниот регион, ние многу тешко наоѓавме новинари или телевизии некои или било какви медиуми, да ние преку нив да презентираме нашиот глас, нашата борба, зашто се бориме и така. Многу тешко наоѓавме. Имаме голема благодарност на локалната телевизија Струмица ВИС, кои што тогашните менаџери има некаков слух за нас, но тогаш имавме среќа што менаџерите на Евромакс не познава, па доаѓа на 2-3 емисии и кога сватија оти ние знаеме повеќе од нив, кога сватија со кои си имат работа, кога сватија оти ние им ги знаеме сите недостатоци и сите матни сделки што имат внатре во нивните документи од кај што ние читаме, само таму, нема од кај да читаме, они сега бегат као ѓавол од крс.
И сега нон-стоп ги провоцираме. Ајде бе да некоја телевизија да се појавиме. Може да мислите вие со какви луѓе се имаме. Значи не сакаат директна аргументација и контраргументација. Големи зборови се употребуваат. Тој што ми е на, да кажеме, на концесионерот, представник за со медиумите, што е, да кажеме, пиарот ли, како вика тамо. Он упорно избегнува контакт со нас. На која телевизија? Како делуваат? Не сака, ама за тоа едни подмолни текстови пишуваат, ги пуштаат. Тие се очигледно веројатно се платени тие текстови пошто графата комерцијални. И се тие не сите телевизии, не сите медиуми. И се постојат медиуми што правилно би требало да ја објават и едните и другите. Тоа е суштината на објективноста, не само да нас да не фалат или само нив да ги критикуват или нив само да ги форсират. Но зошто постојат медиуми кај што само нив ги форсират? А нашиот глас не се слуша. Ние да направиме, вие да се случи настан во Струмица на 15 јули 2023 година и да излезат близу 5000 луѓе на најтоплото на Жешкото и на Сител, например, не е објавено никаде. Еве, најдете Сител дека има објавено вест. Као да не се случило тоа. Дали тоа ли е настан? Им пративте известување да дојдат? Ние да повикаме телевизиите, зарем они не знае што се случува пред. Како знаеат другите телевизии и медиуми? Они само не знаат. Како може да они да не знаат? Значи, не е случајно тоа, значи, или некој тамо, најверојатно, можеби им кажал не објавувајте, им извршил притисок, или им платил можеби. Од кај ние да знаеме како? Ама зошто? Тој настан кој што сите медиуми, пишени електронски, не знам какви медиуми се не, сите скоро го објавија, само они не го објавија. Да. Ама од друга страна постојано пишуваат на во нивната страна и со зборови, со предмети, со емисии и со текстови постојано ги форсираат ги третираат проблематиките на концесионерот и да заплашуваат дека ние ќе платиме голема оштета као држава, едно, друго, трето и така натаму и така. Какви се тие наши луѓе новинари? Какви се тие наши учени луѓе кои што друга странска компанија ги плаќа за да не отрујат тука, да ни го земат златото? За мизерни 2 пријавени проценти. 2% пријавени од добивката. Значи, колку ќе пријавите друга? Они од мизерни 2% пријавени добивка за државата? Да исторат толку многу отрови, да ни отворат рана, толкова окно, огромно, 3-4 пати поголемо од Бучи, тој што е тамо, тој мрволникот, да ја уништат котлината, да ги загрозат животите на се што е живо во тај дел, затрујат водата и почвата во наредните 2-3 години и они сега тоа го прикажуваат како стратешки партнер кој што Македонија, од кој што зависи нејзиниот развој. Развој на болести, да, бидејќи у програмата имат планирано и изградба на болници на локалното население. Зашто не ни изградат, например, не знам, училишта, библиотеки, зашто болници и бесплатни прегледи. И бесплатни прегледи. Не е ли здраво ќе е? Зашто да потврдуваат здравјето на луѓето, нели? И затоа има и портал и здравје и работа. Може би гледаат дека здравствениот систем не е толку добар и да помогне. Да, идат они баш секират за тие луѓе од они се толку загрижени за луѓето од Илот. Прочитав на Facebook објава твоја во врска со фотоволтаична централа дека пролиферува погрешна информација. Што беше? Сакајќи они да најдат некоја црна точка кај нас, тие што сме, да кажеме, нели, некој начин во управен одбор на Здрава Котлина, кои сме главни организатори на сите тие нешта. Неколку луѓе постојано се под обсервација и напад, та е еден од нив сум и јас, да кажеме, и се они не можат да најдат некоја замерка, слушнале, не разбрале, или се намерно се прават дека не знаат, лиферуваат погрешни информации, заради кои што би требало во нормална држава, јас да и тужам.
Например, Бранко Геровски уште лани, или пролета беше, не се сеќам кога, пишува во неговиот текст таквите луѓе кои што се анти-НАТО и анти-европски. Пошто бе мојата борба, јас не сакам канадската компанија да ми копа од дворот, јас сум бил анти-НАТО и анти-европски. Треба да бидат елиминирани. Како мислам да бидат елиминирани? Физички или како да бидеме ние елиминирани? Може политички. Нели тоа е некоја физичка закана, нели е тоа закана? И се они исто објават лажни текстови, заради кои што можат да одговарат слободно. И јас како член во Советот, и бев едно време председател во Советот, од Стига, да објаснам на јавноста како земјиштето сум го пренаменил за фотоволтаици и таму да си направам централа, фотоволтаична централа, а во исто време се грижам за земјиштето во Штука, Иловица и така натаму. Абе, толку ли они се глупи? Не ли прочита отие тоа за на кров? Значи имаше лажна информација дека... Не ли се глупи, толку ли се глупи тие луѓе, јас не знам. Па прочитај, пишува таму е на кров, бе. Ако веќе читаш, или намерно сака некој, тоа е дезинформација. На кров се бе луѓе, на кров и на моите објекти во фирмата, во кои се на кров се. Какви земјиште? Ама има уште една вика, и тоа 1 мегават, 0,174. 176 киловати. Да, мислам многу јака централа тоа за собствени потреби и за нешто што ќе остане. Значи лиферуваат лажни информации. Вика, ама тоа во Скопје? Исто, Скопје уште помало, 120 нешто колку е таму. Исто на двете хали горе на кровот. Значи, јас можам слободно да и тужам, нели, за тара. Ама мислам, кај нас, знаеш, кога ти дојде делото и што треба, и ќе ми треба да ми се извинат. Не ми треба, уште они прават промоција на нашата борба. Јас така осваќам, секој професионално се нафатил да се бори, да се појави во јавноста. Таа сваќам као професионално, нека што викат наши нека лаат кучињата. Да. Нека оти кои ќе лаат, па другите ќе слушат зошто лаат, па ќе видат и народот сам ќе си утврди кој лаже, кој не лаже, нели? Така да мене на некој начин ми одговара да пишуваат. Негативната кампања е маркетинг. Нема негативна позитивно. реклама. Нема негативна реклама. На крај крајва така гласеше мојот демант, сите знаат. Ти ние, што викал тој кинезот за македонците, Блазеви вика, вие барем сите се познават. Ние скоро сите се познаваме тук. Сега ние не знаеме Бранко Геровски и кој е или Виктор Грозданов или кој е пиарот на Евромакс и кај нивното. Сите ние знаеме нивните професии, кај биле успешни водители, кај биле катастрофални, кај биле кои се нивните подеми и падови. Они нашле за мене да разговарат, некој си од Ново село там, некој си не важен воопште за таа работа. И сега они, тоа е нивната величина, јас не знам како не се срамат. Ако се они толку величина пријавуваат, што се занимаваат со едно такво мизерно суштество како мене, да кажеме, кој што никој ништо не ме познава и не ме знае. Но луѓето знаат. Очигледно дека лиценците не се дозволите, не се добиени, им пречат активисти како тебе и гледаат на секој начин било кад да те девалвираат, некогаш со можеби валидни аргументи, а некогаш со лаги, како што беше тоа со фотоволтаичната централа и каде е сместена. Не, или има и уште нешто, има и 2004 година мојата фирма имаше работено за рестартирање за Бучим, во Бучим. Да. И се ние јас пишав смрдливи тоалети и канцелари, и напуштени канцелари ги реновиравме за да можат луѓето да работат таму. И си ти тоа исто као да обвиниш, са мене ме обвинуват, ти соработуваш со рудник, зимал пари. А си против изградба на еден. Пред 20 години, искрено јас не се срамам, јас ако кажа пред 20 години немав појма што значи рудник, немав појма колку и загадува и колку ми беше мојата еколошка свест, јас немав појма. Јас благодарение на мојата соседка која што живее во Австралија, она ми мене посочи дека колку ќе е страшен тој рудник, па ние сите се радувавме
за програмата на ВМРО, дека ќе има рудници и ќе се вработиме и ќе има злато, ќе има македонско злато. А она ми вика од Австралија, знаете ли што пишуваат тогаш овдешните медиуми за Евромакс? Дека ќе направи злосторство против човештвото. Значи, може замислите вие, австралиските медиуми, канадските медиуми, англиските медиуми, ја критикуваат нивната, оти Комовелце, нели? Ја критикуваат нивната компанија дека не е хумано тоа што планира да оправат во Македонија. Исто мислам дека за ние тука ништо не знаевме. Има една нова информација за Евромакс дека е делистед, значи не е више котиран на берзата во Торонто. Не, според последниот извештај, не успеале да поднесат тоа што викам ние завршна сметка на државата и на берзата. И оди се казнети некако. Јас не сум некој стручнак од таа област, но они се на некој начин казнети и имат рекордно ниско ниво нивните акции. И сега ние направивме еден гаф, например, можеби, кога се они силеа, нели, и се уште сила дека ќе тужиме државата, милиарди оштети ќе платиме, ние за среќа имаме правници, тимови, имаме луѓе кои што ни помагат, сами ни се јавуваат, кои што се експерти по таа област, да кажеме. И они не најдоа, и тоа им го објаснивме на политичките партии, да не се плашат од тоа дека ние Македонија ќе платиме оштета. Ако ние сме доволно свесна, силна држава, у смисла правнички подкована со правници, адвокати или како е, ние треба да бареме оштета, не они нас. Зошто? Затоа што ако се повикува Евромакс на договорот меѓу Македонија и Швајцарија, ако се повикуваат на тој договор за заштита на инвестициите, во тој момент, кога ми е одземена концесијата, немаше компанијата Трафигура официјално, што е швајцарска фирма, нели? Таму е регистрирана, или Галена, преку неа бугарска фирма, они нема мнозински пакет на акции во Евромакс. Значи, може да, така е закон. Самостојно може да тужат. Може да се тужат, но ако си ти мнозински акционер. И они сега се сетија мнозински, ние напишавме зошто не можат да тужат и одма Трафигура после 2 недели купува акции да мине 50%. Да, ама после, како викате, после свадба тапани. Значи така да, они пак ќе пробат да манипулират со оти немат они, затоа бегат како ѓавол од крст да се соочат пред нас со аргументите. Немат они аргументи. Они сега тука држме да не те фатам, да не те се оттепам, или не сега, утре у толку и толку саато ќе те тепам. Ја мислам дека они рачунаат на таа попусливост што македонскиот политички фактор ја има и уплашеност. Не тоа. Многу беше едноставно. Они беа многу лесно, како и многу примери претходно, во претходната влада, таа што или корумпираност. Они рачуна на договарање. Секој суд кога ќе идете на суд, ти вика ајде да се пробајте да се договорите. Тука се нашите политичари најјаки. Многу лесно се договараат одбрана на нашата земја. Многу лесно се договараат, не одбрануваат, ќе платиме ќотек јадеме. Јадеме ќотек, они наполнуваат своите сметки, профити и сите сме хепи. И тоа беше смислата и целта на заплашувањето. Ние ќе ве плашиме со милиарда, милиарда и 100, дури негде, може милиарда и пол дури, нели? И народот да биде исплашен и кога се појави нашиот херој, нели, кој обично во албанска униформа би бил или од албанска провиненција, што ви кажале, нели? Они многу лесно се договарат. И одма се договарат и ја спасуваат Македонија место милиарда и пол да плати само 800 милиона, например. А каков е законската основа? Никаква. Затоа они бегат од нас да се соочат, да докажат по кој основ. Немат основ. По ниеден основ. Нити на Дестани фирмата од Холандија, пошто он е македонски граѓанин, нити има мнозински пакет го нема, нити Трафигура, тоест Галена, немат по кој основ да барат оштета по тој основ. Ако има некој друг основ, кој е? Нека кажат, да видим, немат. Затоа што ние имаме
да кажеме, како држава сме оштетени. Дала државата концесија, дали знаеле, не знаеле, не знам што. Јас тврдам дека сите знаеле колку ќе е штетна таа концесија и не само таа, и сите други. Затоа што во парламентот, кај што беше ВМРО ДПМН на Груевски начело, беше мнозинство, има влада, значи во парламентот е донесена одлука за државна тајна на точно тој елаборат кој што треба да објасни заштита на животната средина. Кој што треба да објасни каква реперкусии и последици ќе има по животната средина. Иако сме подписници на Архуската конвенција за транспарентност, и ден денеска ние не можеме да добиеме таа првичен елаборат за последиците по средината. И што е многу битно, кога му јас напишал на официјалниот профил и на Груевски, зошто и он викаше, фалеше се дека онако беше до сега, сите родници работеа. Зошто и СДС тогаш гласаше здружно да биде в државна тајна? Вие сте работеле заедно, значи сте знаеле колку опасност и затоа сте дале пас да има државна тајност на тој документ. И јас сум избришен од тај нормално, затоа што нема одговор. Ние ги знаеме сите работи, како се случували, што се случувале. Еден ден, дај Боже сега новата влада, со чии представници разговаравме, се изразија позитивно. Нема да Нај Боже да конечно на сите овие противници за крај, што ќе им препорачаш и он дали ти некогаш ќе се откажеш од оваа твоја борба? Нема, види, јас сериозно имав сериозни закани и по живот и на мене и по фамилија и така натаму. И човек кој ќе се соочи со такво нешто треба сериозно да размисли, знаеш, дали да се откаже, дали не или така натаму. Но еве јас како велам, за живот и смрт не одлучуваме ние, има кој да одлучува за тоа работа. Ако ми било пишано, не можам јас да избегам од таа судбина, нели? Да. И ако Господ рече ќе треба, и што треба јас ќе се крием под кревет, кај ќе одам? Значи тоа е, а од друга страна сите знаат веќе, ама буквално сите знаат за што се работи. Знаат оти царот е гол у наводници, нели? Ги знаат сите нивни трикови, ги знаат. Ако не ги знаат, тоа тука се моите колеги. Еве јас утре да се откажам. Може секој има точка на топење. Сите може, еве, ќе ме притиснат и што, и ќе се откажам, нема проблем. Еве само признам, јас ќе се откажам. Ќе се откажат ли другите луѓе? Напротив, сите ќе знаат зошто се откажувам. Сите ќе знаат дека се уфатен, ќе стави они тоа ќе го направеа до сега ако беше профитабилно за нив. Они тоа ќе го направеа. До сега не е мене и уште неколку два-тројца. Ма тогаш народот кој ќе разбере зошто нас не нема, дали живи, не живи, тогаш кој ќе свати народ, да видиме дали тогаш па и затоа они се обидуваат суптилно притискаат лево, десно, те обвинуваат едно друго и така натаму, но сепак знаат оти ако минат границата, ќе се случи народ. Тоа што, а народот, фала Богу, е толку свесен, после 7 години, веќе 8-та година тече, тој народ така освестен, не им требаме ние веќе. Ај нека дојат да копат да видим кој ќе пушти. Вие не знаете дека едно сумнително возило кое ќе влезе во Иловци штука, одма не јавуваат на нас право. Ние имаме, ајде да не кажеме како стражи луѓе, таму има луѓе кои што еден сумнителен да се појави, човек, джип или кола или камион, одма се реагираме. Како е тоа? Јас се запознал со дел од вашите активисти кога снимавме на локација горе и многу сум воодушевен. За крај, дали имаш нешто ни кажеш што не може би изостави? Што се однесува до нашата борба, нашата борба не е само против родниците кои што на така мала територија се погубни за нас населението. Ние преку морфологијата на теренот, планини, водоtoци, каде тече водата едно друго, ние сме толку исповрзани. Имаме две сливни подрачја, да кажеме, едно према доле, према Белото море, да кажеме. Да.
и само еден имам цен да им оди према Албанија. И, значи, ние сме толку мала територија, така да локациите кај што се планирани таквите рудници се толку густо, да кажем, однос на канадските размери, да кажем, или австралиски размери, што неминовно ќе доведе до загадување на подземните води, а тоа значи 2 до 3000 години нема услови за живот и за вода за пиење. И уште нешто да ви кажам, ние спремаме, веќе подготвена е тужбата на Уставен суд за изборниот закон, промените на изборниот закон, што зборевме минатиот пат, за што политичките партии се исплашија од таквото самоорганизирање на луѓето и сакам да упатам порака да ги охрабрам сите тие кои што се двоумат дали да се вклучат во таква чиста по идеја чиста борба за зачувување на својата околина, зачувување на иднината на своите деца. Ние преголем акцент стававме името, државата, едно друго, а ние ако изгубим водата, ако изгубиме почвата, ако изгубиме воздухот, Скопје е енормно загаден. Каква држава ние ќе имаме? Нашата држава е врзана за таа територија. И ако ние таа територија не ја одржаваме и кондиционо како што треба, никој нема да сака да живее тука. Па не знам што било. Значи, имаме тие се приоритети кои што не смееме да ги омалуважуваме едни со други. И акцент треба да ставиме да ги зачуваме ресурсите за идните генерации. Отивелат рударењето, како и задолжувањето е позајмување од идните генерации. Ајде да престанеме да позајмуваме од идните генерации и да сега да се трудиме за идните генерации да имат зошто да бидат горди на нас како нивни предци, затоа што им се зачувале и територијата и се што значи поврзано со таа територија, тоа значи историски знаменитости, национални обележја, историски, да кажеме, културно те богатства, музиката, религијата, се што не врзува со нашата територија. Не можеме да огледаме поединечно тоа, да акцент ставаме само на едното, туку мораме да запазиме и се друго околу нас. Костадин, драго ми е секогаш кога имам можност да имам разговор со тебе. Благодарност на твојата борбеност. Се надевам дека и во иднина ќе покажеш ваков жар, истрпливост, знаење и да ги отбраниш својата чест и гордост, да ги промовираш нашите интереси кои се заеднички. Ти пожелувам се небо во иднина. Благодарам што не следевте на овој прекрасен канал Нов Асном. До следното јавување, довидување.